професор на правен факултет, екс-пратеник, член на Греко за битка против корупцијата, поранешен висок функционер на СДСМ. Дел од луѓето кои партиципираа во стратегијата за реформи во македонското правосудство. Но од каде да почнам со Ана Павловска-Данева, мој соговорник во ово издание на емисијата. Данева, ајде да почнеме со тази информацијата. Германија избра нова влада. Во неја партиципираат 16 министри, 8 се жени, 8 се мажи. За земја која важи за една од најекономско развиените западноевропски држави. За разлика од нашата, која е релативно сиромашна држава, имаме во моментот 20 министерства и поделба на ресори за задоволување очигледно за политичките апетити на одредени политички и партиски желби. Можеме ли во ваков случај да функционираме безпрекорно? Апсолутно не. Не можеме. Одамна овој проблем го имаме на преголема, на гломазна, на неефикасна администрација. Меѓутоа, колку што тој се става под тепих и се одолжува неговото решавање, толку потешко станува функционирањето на државата. Точно е, во државите, европските развиени држави, владите се мали, функционални, имаат помал број на министерства и помал број на министри, бидејќи тоа е различно. Кај нас имаме 16 министерства и различни премиери предвидуваат различен број на министри без ресор, во зависност од тоа како треба да ги задоволат потребите на своите коалициони партнери. Во времето на владење на Груевски имаше 20, владата на Груевски имаше 26 министри, а беа 14 министерства. На почетокот од владењето на владата на Заев исто така имаше 26 министри со 15 министерства. Сега имаме 16 министерства со 20 министри, бидејќи министрите без ресор во еден период престанаа да се именуваат, затоа пак имаме вице-премиери број 1, 2 и 3, нешто што не е познато во нашите закони. Но имавме, а сега особено имаме голем број, да речеме, на национални координатори. Тоа е исто една именка, кованица, функција или стручна служба, не може никој точно да ја дефинира, бидејќи такво нешто не постои во законот за влада. Во време на владење на оваа влада, на СДСМ, се накалеми уште едно ново министерство, Министерство за политички системи и односи со верските заедници, исто така потполно излишно и непотребно министерство за наши устови. И ние треба конечно да смогнеме сили и да кажеме дека 16 министерства се премногу и дека слободно нашата влада без никаков проблем може да функционира со некои 2-13 министерства преку фузионирање на дел од нив, укинување на дел од нив се разбира. А со самото тоа, кога ќе се намали бројот на министерства, автоматски се намалува и бројот на под нив хиерархиски подредени огромен број на органи во состав на министерствата. Пред 3 години беше донесен закон за администрација со поддршка на Европската унија, но се чини дека на виделина излегува и одредени слабости. Имаме и премногу органи, премногу министерства, некаде дури и преклопување на надлежностите. Имаме огромен број на органи на државната управа кои треба апсолутно веднаш и итно да бидат укинати. Тие треба да бидат укинати, дел од нив воопшто да не постојат, бидејќи се создадени само за задоволување на партиски така е, за задоволување на некакви политички интереси, претежно партиски, но во секој случај политички кои не значат и општествени, не задоволуваат потреби на општеството, на граѓаните. Дел од нив треба да се припојат, да се спојат, бидејќи безпредметно да функционираат како посебни органи, автоматски ќе намалите број на функционери, број на секретарки, број на возачи, број на се она што оди во рамките на еден кабинет. Инаку во овој момент, веќе неколку скоро месец дена, стои објавен на ЕНР нов закон за административни службеници, за кој гледате во јавноста воопшто не се ни зборува, тој предвидува некакви реформи, меѓутоа тоа е далеко од она што нам ни е потребно. Ние перманентно, без разлика која е на власт, постојано правиме некакви реформи на администрацијата, но при тоа останува впечатокот дека имаме неефикасна и премногу гломазна администрација. Апсолутно е тоа така. Ние имаме, треба конечно да се одважиме и да кажеме гласно, имаме партизирана администрација. Значи, во рамки на администрацијата има и извонреден кадар, професионален и стручен, но тоа веќе
веќе станува малцинство во однос на кадрите кои доаѓаат по пат на партиски клуч и при тоа не се стручни, не се компетентни да ја вршат својата работа. Ние велиме во јавноста и во теоријата пишува и така се нашите закони напишани, така ги едуцираме студентите, дека имаме мерит систем, систем на меритократија или систем на вработување по професионални заслуги, но тоа не е точно. Кај нас, иако де јуре така стои во законите, имаме де факто споил систем и ќе ви кажам веднаш, државните секретари во секоја држава се нешто што е врвот на администрацијата и тоа се најчесто долгогодишни искусни државни службеници кои ја знаат работата внатре во управата, во својот орган и со текот на годините на работно искуство доаѓаат до врвот да станат државен секретар. Тие се перманентни, тие се непроменливи во Англија, во Франција, во сите држави. Тие ги менуваат министрите доаѓаат и си одат и министрите се потпираат целосно на нивната работа, на нивното знаење и стручност. Кај нас исто пишува дека државниот секретар треба да ја од управа, од органот од кај што во кој што треба да биде избран за државен секретар, што ни се случува во реалноста и за тоа претежно се молчи. Време се каже гласно. Од дома се носи кадарот кој припаѓа на политичката партија која го добила местото државен секретар. Ако веќе не добила министер и заменик министер, тогаш добива државен секретар. Или ако добила министер, а коалиционен партнер добил заменик министер, тогаш овој првиот пак добива државен секретар. Од дома се носат, се вработуваат, за нив специјално се менува актот за систематизација. Се вработува во државната управа, во органот каде што треба да стане државен секретар, во министерството. После 3 дена, буквално после 3 дена, бива унапреден за да има раководна позиција и веднаш после тоа именуван за државен секретар. Тоа се изведува во некој месец, месец и половина. Под надзор во наводници на МИОА, Министерството за информатичко општество и администрација, кој е должно да ги одобрува, односно да не ги одобрува систематизациите. За жал МИОА по дефиниција ги одобрува сите вакви измени на систематизациите и ние такви луѓе добиваме за државни секретари. Како би се реализирала таа систематизација или рационализација на администрацијата за која постојано се говори дека е пребукирана, вие велите партизирана, неефикасна? Јас сум за чесен пристап и може да кажеме, имавме ние во еден временски период, може да се каже државните секретари сакаме да не бидат политички определени лица, сакаме да бидат според системот, споил системот. Кој дошол на власт, негов е пленот, тоа е споил систем. Тоа го има во многу држави. Ама до кое ниво? Ако е сега во моментов кај нас напишано во закон дека е тоа министер и заменик министер, да не се лажеме дека де факто тоа е и државниот секретар. И да го напишеме во закон. Доаѓа министерот, владата ги избира овие 3 функции. Океј, кога ќе заврши мандатот на министерот, си оди и државниот секретар. Но се надолу да биде навистина професионално и да напредуваат луѓето според нивната кариера. Ме прашувате како? Тоа е многу тешко. Многу е тешко да се изведе, не велам дека е лесно, меѓутоа никој уште јавно не е соопштил на граѓаните, не им соопштил дека сака да преземе намалување на администрацијата, што со други зборови значи отпуштање на кадри, или предвремено пензионирање, или отпуштање. Се зборуваше, се сеќавате, за ветинг во правосудството. Ништо од тоа не видно. Јасно беше дека нема да има никаков генерален реизбор и не треба да има реално, ниту пак ветинг. Се донесе една методологија за оценка на судии, редовно оценување на судиите на 4 години и тоа се представи како методологија за чистење на судиите. Тоа е се неточно и треба тоа да го заборавиме. Јас би отишла кон ветинг на администрацијата. Ние имаме помеѓу 15-17 илјади луѓе вработени само во министерствата и општинските органи. Тоа се класични државни службеници. Прво, немаат никакви обуки луѓето, никакви обуки. Наводно постои некој сектор што се вика академија во рамки на МИОА, кој е должен да им спроведува обуки. Тоа не постои, не функционира. Вие имате академија за судии, за 500 до 600 судии, со приемни испити, со излезни испити, со управни одбори, со програмски совети, а за 15 до 17 илјади луѓе немате центар за обука, нема такво нешто. Јас сметам дека на сите овие 17 илјади луѓе со мали отстапки, оние што се 5 години до пензија и така натаму, треба да им се спроведе некои 3 до 6 месеци генерална обука на основните нивни знаења што треба да ги имаат како административци, секој во својата област. И после тоа да следи тестирање. На тестирањето имате можност еднаш да не положите. Вториот пат, кој не положи, не може да остане во службата. А претходно сум ви обезбедила како држава обука, едукација, се што е неопходно. Колкави се стандардите за една успешна и модерна администрација?
Јас би била многу среќна ако се обезбеди двотретинско мнозинство во собранието, односно ако сите претеници и сите политички партии одлучат заеднички да ја соопштат на јавноста и тоа да го спроведат во дело, да се намали бројот на министерства. Од 16 да дојдеме до 13 министерства. Никако министри без ресори. Тоа е невидена работа што кај нас се случува. Почитани гледачи, следите разговор со универзитетскиот професор Ана Павловска-Данева. Професор Данева, долго време бевте на дел од политичката сцена, сега и ве нема. Кога се договаравме за гостување во вашето во тренинг, рековте за политика не би сакала да прави муабет, иако и администрацијата е политичка тема, но во пресрет на изборот на нов лидер на СДСМ. Прашањето кое сега ќе ви го поставаме, на што се должеше ваквиот изборен резултат на СДСМ? Пораз. Зборувате за локалните избори? За локалните. Па верувам дека тоа е резултат на незадоволството на граѓаните. Граѓаните отворено пратија порака дека се незадоволни од владењето на владачката гарнитура и ми се чини дека до крај не ги разграничија ингеренциите на градоначалникот и на градоначалниците и на централната власт, па целиот оној свој револт од збиднувањата на политичка сцена на државно ниво, на централно ниво, го изразија преку локалните избори. Иако мислам дека кога не би била толку да претходеа всушност локалните избори на централните и да не беше она огромно разочарување од последните збиднувања на политичка сцена, може би и немаше одреден број на градоначалници, одреден број на локални самоуправи да доживеат ваков пораз на локалните избори. Дали после изборот на новиот лидер на СДСМ на партијата ќе треба релативно брзо време, ќе може за релативно кратко време да се рехабилитира од поразот или колку време ќе треба да се реформира внатрешно? Видете, јас повеќе од 7 години не сум партиски активна. Така што за ниту едни внатрепартиски процеси не можам да зборувам, но како надворешен наблюдувач можам само да забележам една неспорна работа, се верувам дека ќе се согласите и вие и пошироката јавност, а тоа е дека се поголем број на граѓани, на индивидуи кои имаат капацитет да придонесат во општеството за подобрување на општествените состојби, ги заобиколуваат политичките партии, некако бараат алтернативни решенија, алтернативни форуми или форми за нивно изразување и вградување, што по мене е поразително. Тоа е најверојатно се должи на ерозијата на вредностите во политичките партии сите подеднакво во овој момент во Република Македонија. Дали ова значи меѓу другото дека луѓето, граѓаните се уморни да гледаат едните исти личности? Мислам дека начинот на управување и раководење со политичките партии, начинот на кој раководствата комуницираат со јавноста, начинот на кој раководствата комуницираат внатре со своето членство, начинот на кој што водат преговори политички за формирање на парламентарно мнозинство, за формирање на влада, за носење на одредени битни законски акти, е лош. Дека се еродирани идеолошките вредности што треба да ги носи со себе секоја политичка партија. И дека тоа се причини зошто луѓето ги заобиколуваат политичките партии, што во суштина не е добро. Не е добро, бидејќи ние може да водиме сега дебати и јас да дадам некаков придонес со своето стручно знаење на оваа дебата, може да пишуваме колумни, може луѓето да членуваат во невладини организации, во разни професионални издруженија и да го дадат своето мислење и својот придонес, но тоа никогаш не може да доведе до водење или раководење со државата. Само политичките партии можат да раководат со државата. Од тука сметам дека треба да се случи нешто на политичката сцена во Република Македонија, која ќе привлече млади, повозрастни умови, луѓе што имаат капацитет и што сакаат да го вложат својот капацитет во вклучувањето во политичкиот живот на Македонија или во политичките елити на Македонија, ако воопшто можеме во моментов да го употребиме зборот елити. Може ли малку поконкретни да бидете кога велите дека треба нешто на политичката и општествена сцена нешто ново да се случи? На што алудирате? На некаква трета нова опција? Или нешто многу сериозно да се смени внатре во политичките партии, сите, за да може да ги привлечат своите дали претходни приврзаници или нови, особено нови истомисленици,
Ако тоа не се случи на долг рок, бидејќи гледаме дека изминатиот период не се случува, тапкаат во место партиите. Вие ме прашавте за резултатот на локалните избори, да бидеме честни да кажеме дека на локалните избори да доживеа пораз во суштина СДСМ, меѓутоа драстично е намален бројот на гласачи и на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Што значи или нешто сите политички партии внатре во себе ќе сменат сериозно, не како реформи во администрација, само да се пишува декларативно, туку ќе се преземат чекори кон внатрешна промена за да привлечат нови кадри, или ќе мора да се создаде она што го спомнавте, нов политички субјект или нови политички субјекти кои ќе ги привлечат кадрите кои во моментот стојат настрана и велам бараат алтернативни форуми за изразување. Раскрстивте со политиката? Велам партиски не сум активна подолго од 7 години. Но не исклучувате повторно активирање? Тоа не може никој да го исклучи. Вие сами велите сега зборуваме за администрација, во исто време тоа е дел од политичка некаква анализа. Тоа е таква и мојата професија и науката што ја предавам. Не исклучувам повторно активирање, но подолг временски период сум реално самостраничен или надворешен наблюдувач на процесите. Повторно политичко активирање во рамки во партијата до која бев на која и припаѓавте или сосема нешто ново? Не сум размислувала во овој момент се додека не се укаже или нова реформирана партија или нов политички субјект кој би можел да го привлече моето внимание и целиот свој капацитет кој во моментов го вложувам на еден голем број други нешта што мислам дека се битни, да го ускратам во тој дел за да го вложам во некаков партиски активитет. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше универзитетскиот професор Ана Павловска-Данева.